Градот Скопје денеска започнува со пилот проектот на воспоставување на полуподземни контейнери. Овдека сме во општина Карпош со градоначалникот, со директорот на комунална хигиена, каде што ви демонстриравме како изгледаат полуподземните контейнери од еден од најреномираните светски производители, финската фирма Молок. Благодарение на незините представници овдека го работиме овој пилот проект. Последниве неколку месеци ќе собереме доволно дата база да влеземе во целосна имплементација и замена на сегашниот контейнерски систем со ваков вид на полуподземни садови, кои што гледате и колку добро изгледа во просторот, а и димензиите се импозантни. Еден контейнер може да биде од 3 до 5 кубни метри, што би се рекло дека на едно вакво место заменуваме 3 до 5 контейнери. На улицата Никола Русински, тука позади лептокарија, се поставуваат 6 вакви, како што напоменав, 2 од 3 кубни метри и 4 од 5 кубни метри. За време трајањето на овој пилот проект, комунална хигиена со возилата со кран што ги има, ќе ги празни овие контейнери. Очекувам дека ако влеземе во имплементација, некаде во втората половина на оваа година и со специјалните возила кои што се наменети за празнење на ваков тип на контейнери, услугата која што ќе даваме на граѓаните на Скопје ќе биде сериозно поквалитетна. Карактеристично за овој тип на контейнери е што по принцип на модули може да се во истиот сад додаваат и сегменти за селектирање на отпад, што е еден од проектите на кои што веќе работиме сериозни подготовки. Комуналната хигиена, хигиената воопшто во нашиот град е во сферата на интересот и моја и на администрацијата, и мислам дека и граѓаните веќе приметуваат дека улиците што се под надлежност на градот Скопје се сериозно поквалитетно исчистени, во добра кондиција кога е јавната хигиена во прашање, и оние неколку невралгични точки што ги имавме со преполнети контейнери, полека ги надминуваме. Ова е вистински момент да ги потсетам и граѓаните на Скопје дека согласно законските прописи и согласно правилникот за комунален ред на град Скопје, комуналниот отпад се фрла во периодот од 19 до 22 часот, и со придржување на тој комунален ред можеме да избегнеме или би избегнале ситуации каде што имаме преполнување на контейнерите. Овдека на Никола Русински јас очекувам дека ќе стекнеме добро искуство за да може да влеземе во имплементација на овој проект. Благодарност до општина Карпош што ни ги даде и градоначалникот Стефан Богоев што ни ги посочи локациите каде што можеме да овој пилот проект непречено да го спроведеме. Благодарност до комунална хигиена и вработените кои што во изминатиот период, особено за ковид периодот, со боредни напори успеавме да го одржиме градот во добра кондиција и кога е комуналниот отпад, и кога е чистотата на јавниот простор во прашање. Благодарам.